Стадион, емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас и денеска Столе Наумов. Денеска ќе зборуваме за изборот за нов државен јавен обвинител. Кој сака да биде државен јавен обвинител? Тоа е нашата тема, тоа е нашиот наслов. Но претходно сакам да му одам почит на радиото како медиум, на тоа што го слушате секој ден, секоја сабота сме заедно. Вчера беше роден денот на радиото. И еден краток текст што сакам да го прочитам така, од мерек, што би се рекло. Радиото е жилаво копиле, вели еден мој пријател. И во право е. Копиле радиото цело време. Но само за одредени квази експерти, комуниколози, социолози, од чии анализи и пророштва би се срамеле и Нострадамус и Баба Вања. Кога се појавила телевизијата, сите побрзале да го погребаат радиото. После 100 години, жива е телевизијата, ама уште поживо и пожилаво е радиото. Кога се анкетираа граѓаните, сите резултати пак го погребуваа радиото. Немек, од него се информирале само 4%. А всушност радиото свесно и подсвесно никогаш не било поприсусно во јавноста, во јавниот простор, преку етерот и сега преку интернетот. Во трговските центри, бензински пумпи, маркети, аптеки, автобуски и железнички станици, аеродроми, берберници, фризерници, автобуси, такси, автомобили. И уште повеќе, и уште поважно, радиото го има во мобилните телефони и слушалките на милиони млади луѓе, кои дорека пешачат и трчаат на велосипед, во автобус, воз, слушаат подкасти со разговори, драми, книги и раскази. А што е подкастот? Освен радио за интернет. 100 години по појавата, телевизијата почна да глуми радио, почна да прави подкасти. И конечно, кога ќе прашате за доверба во медиумите, секогаш на прво место е радиото. Најмногу му веруваат граѓаните. И не случајно политичарите, кога сакаат да се обратат и соопштат нешто важно, бира глас наместо слика. Нека е жив и здрав нашиот пријател радиото. Силно нека го сакаат и почитуваат жилавото копиле и идните генерации. И нека не се чудат што ќе ги преживее и интернетот и вештачката интелигенција, како што ја преживеа телевизијата. Тоа е тоа што сакам да го кажам. Сега за изборот на државен јавен обвинител. Кој сака да биде државен јавен обвинител? Сака да биде обвинителката Лидија Рејчевик, обвинителката Ленче Ристовска, судијата Ненад Савески, судијата Владимир Панчевски и веде вршителот државен јавен обвинител Анита Топалова и Сајласка. Сите тие сакаат да бидат државен јавен обвинител, ама ретко кој од нив сака да зборува на радио, на телевизија, да излегува во медиуми и да ја каже, да ја образложи, да ја презентира својата програма, но и да ги каже своите ставови за правосудството, за борбата против корупцијата. Тоа кај нас ни успеа да го направиме, да го сториме со Лидија Рејчевик. Во наредните 50 на минути ќе го слушнете интервјуто што го снимивме пред 2 дена. Сега, тие сакаат да бидат јавен обвинител, но има два филтри тука за да се даде одговор на тоа кој ќе биде државен јавен обвинител. Прво е Советот на јавни обвинители. Тој треба да даде позитивна оценка за оние кои што се кандидирале. Може да се случи само за еден, како минатиот пат за Коцевски, да даде позитивна оценка. Може да се случи за сите 5 мина, па да ја префрли топката во дворот на владата, во дворот на власта, во дворот на парламентот. И на крајот се разбира, како и во се друго во Македонија, најбитно кој сака владата да биде државен јавен обвинител. Како и да е, почнуваме со Лидија Рејчевик, јавна обвинителка, кандидат за државен јавен обвинител на Република Македонија. Да го слушаме интервјуто. Стадион, емисија за вашата вистина. Лидија Рејчевик,
гостин во стадион, јавен обвинител, кандидат за државен јавен обвинител. Господ Геричевич, добар ден, како сте? Добар ден, благодарам. Добро сум. Благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија. Се сеќавате на Александар Прочески. Токму во ова радио пред 20 на години во интервју кажа: јас сум последниот будала, така рече, или идиот кој што сака да биде обвинител. Кој е коментарот? Се сеќавам, кандидирајќи се сега за... се сеќавам, обвинителот Прчевски беше обвинителот кој што... Битолчанец беше, така? Да, битолчанец и обвинителот кој што всушност беше државен јавен обвинител кога јас бев избрана за јавен обвинител, за заменик во основното јавно обвинителство Скопје. Имав можност и голема среќа и убав спомен да носам од величината на тој човек, кој што ширината на својот карактер, со една хедонистичка димензија, со љубов и емпатија кон сите вработени, можеше да илустрира колку е оваа функција важна, но и таа изјава покажува колку бил сериозно разочаран или можеби се изневерил себе си нафаќајќи се да ја извршува, затоа што не постојат добри времиња за јавниот обвинител државен. Не постојат оптимални услови. Постојат секогаш сериозни предизвици, многу е тешка и тоа сакаше да го порача обвинителот Прчевски. Сака да кажете и најоптимални услови, и пари да ви дадат, и обвинители оптимално како бројка да имат, и служби, и се, ако човечката димензија, таа упорност, напор и трпение не ја имате во себе, нема успех. Интегритет се разбира во секој случај. Јавниот обвинител може да биде по капацитет силен да го организира институционалното работење на јавното обвинителство. Да има релација со другите две власти, да ја обезбеди доволно средства. Впрочем, видовме, ја имаше доволно средства. Може да обезбеди и да се потруди од петни жили да го добие најдобриот кадар. Може да покаже резултати во своето работење. Може да ги достигне европските вредности за кои што се залагаме, да имаме правна сигурност. Кога ќе го видите државниот обвинител, секој оној од наједноставната професија до најодговорните да чувствува дека е сигурен во нашата држава. Ама, тоа што не можете да го предвидите, тоа е видот на криминалот. Тој не може да се превенира. Како што нашето општествено живење има своја еволуција, така и криминалот има своји правила. Тоа е посебна сфера и зона на општественото живење. Не значи дека ако демократијата ви е развиена, вие нема да имате криминал. Ке имате криминал од друг вид. Тоа е една процес на трансформација и државите се заинтересирани да имаат солидно, стамено, силно, убедливо јавно обвинителство за да можат тој криминал кој што ќе се појави, кој што екзистира или кој што има опашки од минатото, да го стави под контрола. Вие настанувате од како е сторен криминалот, односно настапувате. Предпоставувам дека во таа борба против корупција вие сте само дел од таа. Многу важна алатка. Да, меѓутоа како вие да влијаете, а тоа да биде превентивно, со вашите одлуки, со вашите обвиненија, или треба и едукативно малку да се поработи во општество? Од најмали нозе, од образованието, менталитетот, воспитувањето, вредносниот систем. Многу е покомплексна, затоа што сите гледаат у вас. И се согласувам. Меѓутоа, факт е еден. Борба против корупција без обвинител нема. Не може да ја спроведе никој постапката без јавниот обвинител. Зошто? Не затоа што е многу силен и моќен, туку затоа што така законите го определиле тоа. Значи мора да постои институција и луѓе кои работат во неа, кои се стручни, кои што таа борба ќе ја спроведат. Следно е прашањето. Дали само јавниот обвинител може да се бори против корупцијата? Не. Тој својата работа е должен да ја изврши онака како што знае и уме најдобро. Да, вие сте прогон, казна и треба како... Не, законот вика. Основната функција на јавниот обвинител покрај откривањето е гонење на кривични дела. Што значи тоа? Јавниот обвинител не е само гонител.
Јавниот обвинител треба активно да учествува и во процесот на откривање. Така законот предвидел, законот за кривична постапка. Ја знам дека во овие услови е многу тешко јавниот обвинител да открива. Тој сака да биде еден вид на функционер, кој што ќе биде комотен, кој што ќе биде напоен со информации, со докази од полицијата, и дека тој на тој начин ќе се брои не само против корупција, за сите видови кривични дела. Како во претходна постапка, како во истражна, така и во судска постапка. Но, јас, моите искуства лични, во многу предмети, особено во предметот за убиството на италијанскиот државјанин Пинета Секондо. Потоа, во предметот спортски ваучери, каде што не ја вклучив полицијата, токму затоа што имам желба и научно и стручно да видам која е моќта на јавниот обвинител. 70% од законот за кривична постапка не е исползуван на начин како што тој тоа го предвидува. Моќта на јавниот обвинител е огромна во процесот на откривање, а за тоа треба сила, професионална сила, знаење. Морате да имате дополнителни знаења. Морате да имате фантастичен однос со полицијата. Тоа не значи дека треба да подценувате или преценувате полицајци, ама да имате однос, да ви веруваат, да знаат дека ги водите во правилна насока, не да ги терате безброј докази да собираат потребни и непотребни, затоа што едноставно така навикнале. Не, треба тоа да се канализира. Потоа следува еден огромен процес на селекција. Тој процес на селекција е сериозен кога станува збор за корупција. Знаете, вие можете да добиете предмет и за најбанално друго кривично дело, за некоја обична злоупотреба, за некој данок или било каков друг вид на кривично дело. Ако јавниот обвинител со своите вештини и знаење кое што го поседува почне да распрашува, да селектира докази, сослушува сведоци оштетени, пријавени, тој мора и должност му е да открие во најобичниот предмет дека во неговата заднина има корупција. Нека и мала, а да не зборуваме за висока корупција. Значи, целта ми е, нивото на борбата против корупција да го подигнеме не само со формирање на специјално некакво обвинителство, да речеме за борба против корупција, не само на специјален одел, напротив, сите обвинители да бидат активирани во работата со полицијата, да може да ја препознават корупцијата. Таквиот начин на работа, според моје видување, ќе испрати многу сериозна порака до обвинителите, до полицијата и до сите оние на кои што нашата работа се однесува. А вториот дел од вашето прашање ми беше посебно симпатичен, дали може би менталитетот, семејството и така натаму, воспитувањето. Јас сега сум во една мисија да зборувам како јавен обвинител, па не сакам да ги изнесам своите ставови, но мислам дека процесот на воспитување, професионално воспитување, јас не зборувам за однос на воспитување на родители и деца. За тоа нека си водат сметка родителите и општеството, институциите кои што се задолжени. Ама во нашата институција имаме обврска да ги воспитуваме кадрите кои што доаѓаат. А тие, доколку имаат нови идеи, да ги трансферираме. Со тоа ќе створиме едно ново јадро. Знаете, ние имаме академци кои што ни доаѓаат од академијата. Вие предавате там? И предавам, имам и ментор сум. Тие академци треба да се прашаат каков е фидбекот од нашата соработка и како они што виделе во обвинителството. Кој прво прашање го поставувате? Зошто сакате да бидете обвинител или? Прашувам и тоа, но не, најчесто ми е заклучокот на крајот интересен. Јас се вложувам толку многу. Држам некои дополнителни таму предавања, па зборувам колку е тоа убава работа, колку може да биде чесна, колку може да биде полна со адреналин. Да не викате дека е тешка за да ги... Не, резултатот доаѓа на крајот и ги носам по судници и они се релативно, тоа се зрели луѓе, не се деца, тоа се завршени, оформени по професии луѓе, но сепак го гледам нивниот жар, восхита и сето тоа го голтаат како ученици, ама кога ќе дојде моментот дека треба да се одлучат дали ќе бидат суди или обвинители, најчесто желбата им оди во граѓанскиот суд.
И јас се прашувам зошто е тоа така. Никој не сака да биде обвинител? Да, се прашувам дали може би ја грешам во начинот на едукацијата и воспитувањето, затоа што им го пренесувам најдоброто од себе и они гледаат колку е тоа тешко. Може би се тргаат. И ќе направам истражување на таа тема. Би сакала да ја За да дочекам. го смените пристапот? Не, тоа не би било реално и тоа не би било вистинито. Јас сакам да начекам генерација која што од се срце ќе прифати да биде обвинител затоа што тоа го сака. А имаше дебата дека ако има, треба да се поделат, да не биде заедно Академија за обвинители, Академија за суди. Ако има веќе за суди, треба и за адвокати да има. Мислам, имаше и такви некои. Има, да, но како да ви кажам, мојот личен впечаток е дека желбата е голема да се влезе во овие анали на врши на функција судија или обвинет, но се извинувам, обвинител, но представата за тоа и она што представува дополнителен квалитет на обука треба многу да се унапреди. Може ли обвинител добар да биде добар судија и обратно? Може ли адвокат да биде добар обвинител? Може, добар секако судија? може. Секако може, но треба да биде добар да го препознаете во неговата матична професија, а тој сигурно ќе се снајде, затоа што тоа се вектори на нашата професија. Ако вие сте добар како адвокат, тоа не значи дека личните карактеристики, склоности и така натаму треба да ве маргинализираат или да ве означат како најдобар. Вие треба по едни стандарди европски, тоа значи човечен, чесен, да знае да го применува законот, да знае да логицира, да носи исправни одлуки, да ја препознае правдата пред сите други, и тоа треба да го прават сите колеги, без разлика дали се адвокати, суди, обвинители. Ако тој тоа може да го прави, тогаш нема никаков проблем да извршува било која од овие функции. Се слушнале многу пати до сега, политичари даваат вакви изјави. Поготово тие кои што биле министри за внатрешни работи или биле поврзани со безбедносните служби. Не е во нас вината, ние пуштаме пријави, обвинителството, судот не ги одбива. Сега со новите законски решенија, кои што се колку години веќе присутни, вие сте надредени над полиција. Раководни. Вие командате, така Така е, апсолутно. Моќта е голема. Дали таа моќ ја користите доволно, соодветно во, или уште не може да се навикнете на таа? И јас не сум задоволна. Таа Моќна улога. Таа моќ има своја структура. Значи таа моќ не значи вас да ви доверил законот моќ и вие сега да правите што сакате. Вие морате да ја заслужите и да одговарате паралелно со моќта што ја имате, да имате одговорност во извршувањето на своите задачи. И тие изјави што сте ги слушнале се резултат на тој неегален однос, затоа што вие ако не соработувате со полицијата, ако не давате задолженија, ако не добивате фидбеци, и каква и да е одлуката и да ја отврли, тој стои зад неа, ако е точно. Или ако чекате цело време од полицијата. Или ако чекате цело време од полицијата, тој однос и таква реакција ќе има. Но таа јавниот обвинител не смее да ја дозволи. Не смее да ја дозволи, едноставно. Затоа што не е важен каков е односот помеѓу полицијата и јавниот обвинител за граѓаните. Тие не треба да чувствуваат дека постои тука препокување и такво префрлање на одговорност. Тие треба да бидат симбиоза за нивно добро. Затоа што утре ако некој ви ја украде колата или ве натепа, тој јавен обвинител треба да се појави пред вас. И таа полиција. Значи, за нашиот дигнитет и за нашата моќ треба да се потрудиме многу. Законот ни ја дава. Најмоќната фигура во вршењето на функциите е јавниот обвинител. Има хиерархија во вршењето на функциите. Председател на држава, па на собрание, па на влада, па потоа следува јавниот обвинител. Тоа не е за бадијала, тоа е заради моќта што во себе абсорбира. Затоа што брца во душата, во слободите на луѓето и нивните права. Знаете, некому да му ја ограничите слободата исто е како да сте го раниле. Тоа е многу сериозна работа. Тоа е преголема одговорност и можете да ја вршите само ако имате начин правично да ја ползувате моќта која што ви ја дава законот. Има и обратна насока. Дури под силни притисоци на јавноста, на медиумите, ќе се охрабрат обвинителите, обвинителството да покренат одредени постапки. Зборувам за институтот допрен глас. Да.
Видете, тој институт постои Еве, во например, сите ова со држави. органите последно што беше, сега комисија, сите очекуваат обвинителство да преземе некои истраги, да преземе со... Да. Еве, тоа е првото што ми текнува сега со Така. мозоците. Предходно имавме со кардиолог Кедев, кој што е искусен, кој што изрази силни сомневања и рече дека има за тоа снимки, докази. Ти многу операции заради пари се прават непотребно во клиниките. Да, но сигурно сте забележали дека не поминува ден да не се спомне јавното обвинителство. Не поради притисок на медиумите, затоа што го повикуваат да оформи предмет, туку и заради било која друга причина. Јавното обвинителство денеска затвори, денеска притвори, денеска одржа рочишта, денеска постапи, оформи предмет, не оформи предмет и така натаму. Значи, интересот на јавноста за работата на јавниот обвинител има една филозофска димензија. Колку ви се односите во државата покомплицирани, тоа значи понесредени, толку имате потреба некому да се обратите за помош. Инаку не би имале зошто. Спас да гледате во некој... Да гледате институција и таа мора да постои за да биде. Но, мислам дека во тоа малку се претерува и мислам дека за секоја, дури и управна, дури и граѓанска материја, јавниот обвинител да излезе да проформи предмет и да провери. Премногу лесно се... Премногу лесно и како да е тој единствениот кој што сите патологии, дури да не се од кривично правна материја, треба да влезе да истражува. Знаете ли вие што значи да работата на јавниот обвинител? Јас мислам дека ниту оние кои што ја следат оваа материја немаат точна представа какви ресурси се трошат кога ќе се оформи предметот. Колку часа работа е по тоа да викнете вие да испитувате, да собирате докази, да барате од институции, вештачење, да трошите пари и на крајот по тој допрен глас да нема ништо. Разбирате? Тоа се сериозни работи. Јас не викам дека таму каде што јавноста е разбранувана, но јавноста ни е премногу сензибилна. Таа се бранува за се и се што. И плюс тоа, кога ќе додадете дека довербата е 2%, таа јавност како да нема кому да се обрати, па ќе му се обрати на јавното обвинителство и потоа го критикува. Има контрадикторност, зашто е толку ниска довербата цело време како спасител да гледа. И сега јас, вас како искусен новинар, иако тоа навистина не е пристојно, јас сум предавала 4 години на новинари, знам да, дека имате и трудови, не стручни статии, јавниот обвинител, медиумите и јавниот обвинител. Да, имам и трудови на тема со медиуми, меѓутоа јас сум желна да видам тој процент на доверба, односно недоверба во правосудството, кој го објави, по чие барање, кој го финансираше, по која метода е изработен, како е сочинен, кои референци се внатре ставени и колку ја одразува реалната слика. Тоа има по конвенциите на Европската унија, за да вие дадете таков квалификатив, има референци кои што значат евалуација на спроведената проверка или како веќе го викате анкета. Да, на куќата која што го работела тоа. Кога тоа нема да се направи, и ако отиде во етер, јас не викам дека не е, и јас немам такво истражување. Ама кога постојано ќе зборувате 2% доверба, таа влегува од ешалонот на кого што се однесува до оној ешалон кој што едноставно се плаши дали да иде до судот да поднесе тужба затоа што нема кому да верува. Ме разбирате? Сега, односот со медиумите е многу важна работа, затоа што преку медиумите граѓаните дознаваат. Имате вие и контролна, и заштитна, но гарантната функција мислам дека е малку запоставена. Што значи тоа? Тоа значи дека кога нешто ќе објавите, да гарантирате дека е тоа така. А заштитната и контролната функција се нешто без кое што едноставно демократијата е незамислива. Мора да се изнесе се, нели велиме? Транспарентно објавување на сите податоци. И сега, во таква ситуација, за мене, јавниот обвинител мора да биде потранспарентен. Ние сме навикнати... Да, морам да кажам пред слушателите и гледачите, дека вие бевте меѓу првите кои што после одреено рочиште излегувавте надвор и дававте изјава. Претходно само адвокатите само дава, обвинителите не беа толку... Да, дали не беа. Тоа е по инерција од социјализмот, дали... Веројатно.
порано ве третира, а суд обвинител исто и во исти згради бевте, така беше концепција. Така беше. Као да се тоа делови од државата, меѓутоа јас тој однос на дали јавното обвинителство припаѓа на државата, дали е тоа дали е тоа дел од правосудството, дали е каде се наоѓа судската власт, го опишувам во мојата книга, ама во овој момент би сакала да ви кажам дека недозволиво е, освен во посебно исклучителни случаи, каде што законот предвидел јавноста да биде исклучена и јавноста да не се информира, затоа што од тоа може да настапат потешки последици на оние на кои што се однесува таа информација. Тоа се работи обично за заштита на ранливи категории на жртви, и така натаму. Меѓутоа во сите останати нашата работа е јавна. Напротив. Па јавен обвинител се вика. Напротив, убаво е луѓето да видат како јавниот обвинител и судијата седат во судница. Како се одвива тоа судење? Што значи тоа судење? Дури и да се следат цели судења, да се види како се поставуваат прашања, како се одговара. Може би тоа од една страна може би има некои нормативи кои што би ја ограничиле, да речеме, состојбата на обвинетиот, тој е во подредена положба, па сега не е равноправен во судницата и може би представувало отежнување за него, но превентивното дејство и ефектот што таквото презентирање на јавноста јавно на нашите судења, јас мислам дека не се сите судења за 2%. Тука има едно друго објаснување. Премногу лесно го излекува тој процент, а тој процент беше само за прашањето целосно дали имате доверба. Да. Ако прашате за политичарите, целосно доверба, не мислам дека премногу горе ќе отидат. Имате судења. Ама имаат не премногу делумно, значи тие проценти се поголеми кога ќе имате подпрашање. Значи малку е со вкрстено. Али ние одиме со тоа 2%. Тоа е за целосна доверба. Видете, имаме ние судења каде што самиот обвинет е осуден на тешка затворска казна за убиство. 10-12 години. И после целото тоа судење, и после начинот на судење, он станува и ви вели вака: обвинителке, да, јас ќе одам во затвор, ама вие сте во право. И јас го прашувам, сите ги прашувам, од тој процент на доверба во судница, дали имате доверба во судството? И тоа пред академците да слушаат и пред судијата. И сите ми одговараат дека имаат доверба. Интересно. И верувајте ми дека е така. Јас не велам дека сите обвинители работат како што треба. Треба да се промениме во многу нешто. Ама не да се генерализира. Али не да се генерализира. Ама треба да бидете похрабри, цело време многу воопштено се зборува. Има корупција, некој обвинител станал богат, некој судија. Така е. Име и презиме род така малку. Така е, треба и да откривање и борба против тоа. Може би вашата фила треба да биде само критична или се солидаризирате меѓу себе. Ајде, колега ми го има тоа во секоја професија. Го има и јас како обвинител, без оглед што кандидирам сега за државен јавен обвинител, во овој момент не сте 100% обвинител ако имате некој колега да ви е корумпиран, а вие не сте досега превзели ништо. Али што тоа значи? Тоа значи јас треба да дојде до мене кој му дал пари. Јас тоа да го запишам. Па потоа, да одам да истражувам, па да идам во полиција, па да кажам да спремиме мерки, тој колега да оставиме. Јас од позицијата од која што сум, јас тоа не можам да го правам, не ми е доверено. Значи, за проверката на не ни треба насветинг. Постојат механизми како ние ќе се провериме. Еве сега ќе ги погледнете листовите анкетни во комисијата, во антикорупцијската. Па ќе има проверка на другите да видиме каков имот располагаат. А зошто не се прави тоа? Зошто не го правите ви? За да се види. Не можеме ние да водиме анкетни листови, треба државниот обвинител да ја креира политиката на обвинителската институција. Тоа е институција во системот. Тоа ја креира во составот со јавните обвинители во јавното обвинителство на државата. Треба да креира, значи не се работи за работа само по предмети. Вие имате дисперзивна функција тогаш. Вие мора да ја солидаризирате работата во политики кои што ќе значат поддршка и напредок. Повторно ќе кажам, сме тргнале нели кон патот на Европска унија и треба да ги унапредиме вредностите кои што како ќе го направиме тоа. Ако по таа хиерархија и субординација која што имаме ќе направиме воедначено работење, сите граѓани на државата да се чувствуваат сигурни, а не кај нас за одредено кривично дело во Скопје се казнува толку, за
во внатрешноста се казнува со Зборувате за смртен прецедентно право, како се вика? Не зборувам за прецедентно, преседали? зборувам за креирање на политика и изедначени на ставови, примена на правото на воедначен начин, да владее за сите подеднако, иста норма, да се однесува на сите, тој да може да предвиди, ако јас сум направил сообраќајка со смртна последица, допред некоја година тој знаеше дека ќе оди 5 години максимум во затвор. Сега ќе оди 12. Каде е улогата на јавниот обвинител тука? Каде е улогата во прогонот на тие сторители? Да докаже и да завземе став. Оти живот е тоа. Некој навистина заслужува да оди 12, некој заслужува 5, затоа што има различни животни околности. Видот на криминалот да го следи, да знае што се случува во регионот по обвинителствата, да има како да ви кажам, перспектива. Повторно ќе кажам, криминалот не може да се предвиди. Ние седиме овде денес разговараме, сношто имаше земјотрес, ама во наредните 2 часа некој може да внесе ТНТ од килограм да го дигне в Скопје во воздух. Ме разбирате? Јавниот обвинител треба да биде упатен во се пред сите. Имале ли индициви за да поднесувате пријави до колеги од Фелата? Не. До сега не можам да се пофалам со тоа дека со колегите од Фелата јас не сум имала индиции. Мене не е добро да зборувам во вашата емисија, оти сепак се промовирам, ова е процес на кампања. Разговараме, ова е слободен разговор. Меѓутоа мене до сега работам 33 години, никогаш никој не ми пришол да ми зборува за мито. И ако се зборува некаде, тие кога ќе влезам ќе премолчат. Или ќе ме заобиколат. Не дека сум ја многу страшна или ваква таква, меѓутоа моите ставови се тие и навистина. Во однос на тоа прашање можам да се пофалам дека не сум дошла во такви професионални искушенија. Ама од друга страна сум хендикепирана во науката. Замислете вие кога би имала некоја ситуација да слушнам дека тој колега земало таму 30.000 евра. Што јас самата си го поставувам прашањето како ќе изреагирам, што ќе направам, дали ќе оформам предмет и што ќе се случува со тоа. Сега како јавен обвинител во основното јавно обвинителство Скопје. Доколку не го направам тоа, јас не заслужувам да бидам јавен обвинител. Не сте се покајали никогаш до сега што сте станали обвинител? Не. Не сте биле судија, адвокат? Не. Во мојата кариера, во мојот животен пат, јас бев прво адвокатски приправник. Желба ми беше да бидам адвокат, затоа што таа работа ми се гледаше некако индивидуална, слободна, но животниот пат заради семејните околности ме однесе во обвинителството. Таму долго чекав да станам јавен обвинител, заради тоа што не бев блиска до ниедна партија. Не е како сега, тоа беше една од забелешките, дека многу брзо стануваат суди, обвинители. Сега стануваат, ама јас чекав 10 години. Во тој период магистрирав на една многу специфична тема. 10 години стручен работник? Да, 10 години бев стручен. Со најниски плати се таму. Со најниски, со 9.000. Некогаш беа денари, 93 имаше деноминација, пред тоа динари и така натаму. Да, таму ја започнав својата со решение прво вработување ми е во основното јавно обвинителство Скопје, како стручен соработник. Магистрирав, потоа ме избра 2003 година, станав јавен обвинител во основното јавно обвинителство Скопје. Потоа отидов 2014 година во основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. 2018 година сум вратена во основното јавно обвинителство Скопје. 2014 година докторирав на тема улогата на јавниот обвинител во кривично-правниот систем и до денес, после 2018 година, јас сум во основното јавно обвинителство Скопје. Тоа да организира што ја вратиле казна беше? Видете, некако датумите... Не ви се зборува многу? Не, ми се зборува, немам ја што да кријам, навистина. Јас неволно отидов во организиран криминал, затоа што јас многу ја сакам работата во основното јавно обвинителство Скопје. Знаете, тоа дежура, тоа притвара на побрза основа, на катадневна, има поголем опсег на обсервација на криминалот
И така, но тогашниот обвинител, сега покоен Марко Зврлевски, ми рече дека ќе дадам најдоле бар придонес ако отидам во... И навистина му благодарам за тоа, затоа што таму совладав техники кои што ќе бев обскрбена со помалку искуство ако не бев. Предметот за професорите на економскиот факултет јас го почнав. Да, со митото и со подведување. А така, да, потоа ме симнал, потоа имав сериозни предмети во врска со недозволена трговија на текстил и други производи. Борба против... Текстил со авторски права и тоа сте? Не со текстил, не со авторски права, со текстил, со роба. Потоа имав огромни драгоцени искуства во борбата со националниот радикализам и тероризам, да. И сето тоа за 4 години, кога ќе се направи корпус на предмети кои што се опатени, меѓу нив и доста пресудени, е една обсежна работа, меѓутоа точно на денот кога бев однесена во организиран криминал, на истиот датум, на 1 февруари 2018 година бев вратена. Јас нема да не сакам да си го оставам тој жежок јаглен во себе да кажам дека тоа некој намерно ми го направил, иако такви се оценките дека сум била тргната затоа што сум работела предмет од банки и затоа што сум го повикала актуелниот директор Хари Костов, но мислам дека тоа не е причината, затоа што јас секого што сум повикала, тој не беше единствен што кога работев на предмет од банки ги повикував и починатиот НЛБ, да. Таму беше за перење пари, тука за должничко, лажни должничко доверителство. И така натаму, но таа фаза во која што ги повикав, тоа не знаеше дека се они, не значеше дека се они директно загрозени. Јас едноставно си ја извршував својата најпрофесионална задача, да соберам информации и впрочем многу сакам да се почитува правилото. Кога ќе дојде кривична пријава во обвинителството и кога ќе се отвори предмет и кога јавниот обвинител ќе почне да работи по него, да ги информира луѓето на кои што таа пријава се однесува. Затоа што сега имаме и се случува да имате предмет оформен, се работи на него, ќе дојде до негативна одлука, тој не знае дека против него јавниот обвинител работел. Навистина има предмети каде што е скратена постапка, каде што казната затвор е предвидена до 5 години, таму не сте обврзани да го викате да го сослушувате. Ама да знае дека се води кривична постапка, сепак мислам дека е достоинствено. Сега речи, се чувствувате ли, ние новинарите универзални незналици, од се по нешто, вие сте зналици за правото. Ама треба сега ми споменате неколку предмети. Има текст, таму треба технологија да разберат. Или да, на технолошки факултет е тоа, конфекционерство, што материјали. Па имате финансии. Имате доволно кадар, имаме доволно кадар во државата тука кој што затоа што се случувало да нема или да нема доволно вештаци во стручни за таа работа, или па да не сакаат да вештачат, тако станува збор за некој мокник. Такви примери имавме, па мораше од региона да се барат. Веројатно имате таква можност, такво право. Да, јавниот обвинител не е сезнајко, иако да, ја знам изјавата ја даде господинот Ѓунер Исмаил дека новинарите се културни, се незнајковци, не се согласувам. Имате новинари кои што се специјалисти за одредени видови на... Да, се разбира. И јас исклучително ја респектирам таа професија, затоа што 4 години сум предавала на новинарите на правниот факултет. Одредени има генерации кои што веќе мене ме интервјуираат, а биле мои студенти. Јавниот обвинител не знае се и не треба правото да знае. Го знаете, тоа. И не треба процедурите, да знае. Предпоставка е тоа дека секој треба да го знае правото. Правото е една специфична наука која што еволуира, се развива и која што 2 и 2 не се 4. 2 и 2 не се 4. Не се 4. Не е математика. Тоа е живот. Тоа е живот. Имате 2 домицилни закона. Кривичен и закон за кривична постапка. Треба да ги знаете вие тие закони во здив, во запирка. Затоа што ако е зборот и или, ќе ви ја промени суштината. Ама, и се да знаете во правото за тие 2 закони, кога ќе се соочите со животот, со тоа што се случило надвор, еве пулс, еве било која друга животна ситуација, вие, впрочем, треба да се прилагодите законите кои што определиле норма, таа животна ситуација да ја внесете во тој закон.
Посебни закони, специјални За одредени материи. За одредени стручни прашања ние се повикуваме, немаме доволно од сите области. Внатре во обвинителството немате доволно. Немаме, имаме истражители, но немаме обвинители од одредени области, Специализирани, но да ви кажам. И навистина може би постојат може би такви ситуации каде што вештаците, ако е некој моќник или не знам, јас немам таква, ама имам ситуации каде што сум имала искуства со вешти лица. Образовани се тука и надвор, работат по европски стандарди. И работат деноноќно, работат мачно. Дури има впечаток дека го тестираат јавниот обвинител дали може да го издржи темпото. Например, на 10 дена ви бара материјал. Вие морате да го обезбедите тој материјал. И јас, пошто сакам да видам до каде одат капацитетите на вештите лица, јас стиснувам силно и се јавувам и ги барам тие материјали. И тој тоа ќе го проучи и на крај, кога вие ќе добиете одговор, јасен, недвосмислен, дури и проверен од друг вештак, кој што ви дава расветлување, фокус на таа животна ситуација, тоа мене ме задивува и јас сакам да такви вешти лица се множат во Македонија. Да имаат достоинство, да можат да одолеат и они на било каков притисок, да имаат свој авторитет, ама најмногу од се своje знаење. Но, ниеден вештак нема така да ви работи, ако јавниот обвинител не му постави добри прашања, ако он не почувствува дека јавниот обвинител знае каде да го води, да го ориентира, што му треба на јавниот обвинител или што му треба на судот за согледување на правдата. Ако вие не знаете тоа да го правите, тогаш квалитетот на тоа вештачење ќе биде далеку помал. Стадион, емисија за вашата вистина. Слушавте првиот дел од интервјуто со јавната обвинителка Лидија Рејчевик. Имаме слушател кој што сака да коментира, да постави прашање, ако можам да му одговорам, да му помогнам. Тука сум. Повелете, ве слушам. Да, фала. Прво да ви честитаме денот на радиото. Вчера беше. Благодарам. Да сте живи и здрави. Ден касно, не е ништо. Да, добро на патерици, како се вика. Знаеш, сакав да предложам овие другите радија како да се мртви, само вашето радио е интерактивно. Мислам, стварно не е коректно. Ниедно радио нема, македонското радио има обврска и за интерактивни емисии како вашето, а не барем сега, другите радио и вести немаат, па ние имаме вести, македонско радио, имаат кратки вести нешто. Торе, и слика немаат, не само вести. А ние имаме и слика одамна, ние сме... Имате, вие сте во, знам, на YouTube, ама и самите, сега да ви знафала малко. Ајде. Самите муабети се така како со слика, како човек да ве чувствува да гледа тука. Него знај да се фатиме со сериозни работи. И на крај ќе завршиме со епсен сериозни. Иначе дипломиран правник, правосуден смер, најтешок смер, волонтирам повинител, ми даваше така најтешки случаеви према другите колеги што волонтира. А сте работеле вие на тоа? Да, волонтерски ме форсираше на најтешки работи. Што случаеви имавте? Убиства, тепачки? Собраќајки, малолетници, собраќајки, ама тепачки, да речеме, лесни телесни повреди од ова обвинителство е со ограничена надлежност, нели, повисоките идат во Штип или како во Скопје, така да према годините одлична и према делот. Сакам да дам предлози, според ти сигурно се сети на мене, суштината да видиме кај. Значи, прво и основно да видиме, системски се решаваат. За мене мислам дека за македонците не е најголем проблем корупцијата. Нормално, ако го подкупи тој што ти е противник од и контрадикторна е постапката, дека тука не можеш да очекуваш правда, ако е подкупен. Тоа се има вицеви, многу неќам да губам времето за тие глупости, нема да сакам да бидам покреативен. Значи, обвинителите, еве, например, и па макар и политичарите, по моje мислење и во многу држави како сакам да речем се, друго нешто ќе прескокнам, па пак ќе се вратам на тоа. Име и презиме на секој што го извршува кривичното дело.
И мора да има контрола над работата над обвинителството. Како што може да има, да речеме, во судиите, како што имат поротници, така и кај нив мора да има дел или представништво од народот. Не може, он ќе му текне, може да отврди, например. Нашиот обвинител беше многу совесен, ама во негови раце не може да биде дискреционно право, особено сега ќе почнеме со најтешките, особено со организиран криминал. Али зошто да видиме на пиедестал е толку ставено високо корупцијата? Корупцијата е штетна, тоа се знае дека ги има и во Америка, и во Германија, и во Русија, и другите банани држави стек да ги има и ќе ги имало и ќе ги има. Него дај да видиме со овие што се организиран криминал. А во тие би ги спомнал, исто ми е згодно да изборувам овие теми, ама столе морам да го кажам за тоа што сум и јас жртва на тоа. Значи, треба да се види, јас кога бев, тогаш имаше барање определени истражни действија против непознат сторител. Не го викаме. Не може сега некој моćник, да речем, ако владее со светот, например, некој не владина, ти со него дизеш на крај, а ако некој лешпер те накодошил нешто по некој основ и те ставил во таа машина тој бубан и не можеш да идеш, секаде ти прават саботажи. Не знам од кај да почнам, не сакам да оптеретувам емисијата, посебно па тебе ич, од ти си фин човек. Најнуго што се вика остав. Молим? Благодарам, фала викам. Да, абе, де факто што према сите други, према сите околности во кои живееш и работиш и си зависен и интерактивно од сите. За обвинителите сакам ај пак се вратам на таа потешка, да сега малку полесно. Релакс. Да ги малку мотивираме и гледачите. Не може вате обвинител да не му се знае потеклото. Татко, мајка мора да му се знае. Ајде, дедо и баба не. Од кај знам, не викаме наследни болести, вамо тамо медицината, генетика, Чезаре Ломброзо, социолог по социјални односи, исто, например. Се уште потешкото. Зошто на фрчковски да не му се знае потеклото на мајката? Или на пендаровски? Или на мицковски? Да не рече дека политички зборувам. Мораме мајката да ти се знае и таткото од која е национална припадност. Немам ништо против. Ама народот треба да знае. Ако сакаме да збориме за некој ќе видиме, значи, например, Филипче, дедо му, прадедо му ја продал круната. Да видиме која е мајка му. Нема податоци, па ако ти си јавна личност... За Филипче татко му нели беше министер и како се каше Илија? Да, министер за здравство. Тоа го знае, тоа го обелодени овој еден новинар, некам да го изложам, ни да го рекламирам, ни да го етаблирам, да го ставиме на мета, што викат. Познат, многу познат, може да речеме и најпознатите. Он напиша дека во времето кога било ова, оно, нели татко му бил, тоа со мозоците. Замисли човече, мозоци изразували. Па нека е и буда на родителите, нека е епилептичар, нека е се самоубил. Мозоците сега, тоа е ново изразе, тоа е за Росокли и за Дума, тоа нема врска со татко му на Филипче. Не, добро, за татко му. Мајка му ја не се знае например, на Филипче од кој е потекла. Ќе го прашаме, кој ќе дојде, ќе каже, не знам јас. Така, кој ќе дојде да го прашаш, значи, посебно, и јас сакам да знам... Добро, за лидерите горе-долу знаеме, и за Мицковски, кој му е татко, кој е мајка, тоа мајка не знам, Заев, јас го барав, Црвенковски... На Фрчковски не се знае, на Пендаровски не се знае, па и на Мицковски не се знае. Значи, сакам да видам тотално неутрален. Народот е должен, Значи, кога се бира некој треба да се знае стеблото наназад, од која фамилија, шо педигре, каков е, што е... Аха, значи сето тоа. Ета, и уште едно паса во моја корист ќе кажам. Не може кога звониме за организираната, не може некоја невладина организација Сорос да вика тотална изолација, која јас лично ги имам видено, и тоа го доживувам на секаде зад грб, и тебе ти викат, кажи кој, например, полиција, обвинителот вика, не се занимам што. Ако станува збор за супер висок
како да речеме организирано криминал, тоа треба да се испита, бате. Да се влезе внатре истражно новинарство. По кој основ вие овој човек го пратите како Филип Петровски вамото, по кој, значи некоја будала си се скарал, си го погледнал напреко нема завршено ни основно, казнува на онаден бркал или било што некој купак не го запослили, а немал ни средно, а да не зборам за факултет, и сега мене ме запослили, да речем, во царина, и сега не може, он ти пушта такви некои небулози, што само во тие некои, како да ти кажам, најдолни суштества што се во човештвото може да измислат. И да те стават во тој бубан, или било како, еве, некој те ставил, може да биде некој ептен фраjer, како да го протиđер, што се прави фраjer, ама он гледа, тие ловат едноставно, тие се ловци на животи, се врши софистициран, сега ќе почне во најдлабоките начин на геноцид. По пат на изолација се уништуваат. Тоа имам мој подкаст, ме пратат веќе кој зна колку 150.000, не знам, но и Љупчо Кадиев може да проверат, може ќе се обратам и на таа тема. Мада е таа преосетлива. Кој е според вас, кој треба да биде државен обвинител? Ето, со тоа да завршиме. Види, Столе, значи не треба додиме, што вика оваа колешката моја 3-2 во управото не се 5. Системски треба да се, и има нешто во тоа. И фино изгледа. Значи се презива на че, таму ваму, значи треба да видиме за потек. Значи не можам да кажам, мора да има да тоа што се презива на че, тоа е проблем, а? Зашто не е проблем? Тоа е непознаница. Непознаница, напротив. Половина Црногорка. Добро, ете супер, фала. Добро, благодарам за јавањето. Поздрав. Добар ден, уште еден слушател на линија. Ве слушам, повелете. Соле? Ве слушам, повелете. Се слушаме? Да. Мора, јас не слушам вака. Вака. Пред се, посакувам, порачувам и барам да се избери ова златна и мила жена, обвинител со стручност, чувства, човечност и све нај. Друго. Да не заборавам за предходниот колега. Во све се сложувам, да не се повторувам, ама едно. Кажа дека и во Западот има корупција. Но таму не можеме да кажеме дека има корупција, затоа што кога ќе се открие, се пресудува. Тоа не е корупција. Секаде има потенцијални криминалци кои сакаат да направат злоупотреба финансиска, било какво криминално дело, било какво, секаде. Ама тие знаат дека не го живеат лагодно животот. Кога ќе ги фатат, готово. Не председател бил, премиер бил, богатач некој, да речам, да го стекнал дури добар дел од имотот правично, да речам, со работа, со наследил. Значи, кога направи некој кривично дело во Запад, таму има суд. А нема корупција во земји како Северна Кореја и Кина, ама Кина се демократизира. Мислам дека ќе има исто таму злоупотреби, потенцијални, корумпирани, ќе има. Во Јапонија има, минорно, ама кога ги фатат, нема тогаш простување. Значи тоа е, таму има суд. Сега вака, ти ми дозволиш и мене полого, пошто предходниот колега... Немаме многу време, треба да вклучиме и други луѓе. Кога бе во Скопје, да поднесам до амбасадите од САД, Британија и Шведска за криминалните злосторства воработени како суди и адвокати, ми ги прифатија тие нема да го процесуираат нешто, ги запознав и нормално ме подсетија, посебно во Шведската, пошто сум живеел таму, продолжити до меѓународен суд, имаш, пошто сега имам поднесено до обвинителството и полицијата кривични пријави кои јас ги поднесов лично, во моје име и на име на немалиот син. Не ви имам комплет запознаено, само отделно ви имам општо и тебе, Соле, и по другите телевизии. И се сретнав со златната жена во разминување. Ја поздравив и само што ме поздрави, застана, како да речем, осети дека јас сакам нешто да кажам, да се пожелам. Пошто таа е мила, невидено мила жена како правник меѓу ретките. Значи секој правник треба да има чувства, човечност и
што го по право да одлучува, а не по наредба или да речем. И не само што ме поздрави, оддели време и ме изслуша. За тоа какви суди и адвокати има. Тоа јас исто ја подсети во старото време, во нормалното време во Југославија, тоа беше држава, двајцата потврдивме, затоа што имаше суд. Кој се пожели дека некој ќе му договори, позајмил пари, добил пресуда и се договорите, не, на ова фамилија ќе му приземеме пари. На таа другата ја направиле злосторничка монструозна фамилија. Не, на овие ќе му приземеме. Па синот малолетен бил, кој ќе направи полнолетство, мислам, кога ќе биде матурант, ќе му донесиме одлука за ако работи, да му држат од плата, да не може да работи, да мора да работи на црно, пошто јас никогаш нема да дозволам на некој да му придадам пари. Да. Се спомна дека се генерализира. Да, никогаш не сум за да се генерализира, против тоа сум, затоа тоа е покритие, алиби на криминалците. Како сите суди не, сите адвокати не се такви. Сите во Министерството, уште сега чекам до Министерството да видам, се надевам дека почитуваната ќе биде обвинителка. Зошто почитуваната, а другите не? Зошто е ваш фаворит? Што толку ја фалите? Ама не ме слушате, вие не слушате. Прочиште, да дадам исказ, демек и полицијата и обвинителството, затоа што у видео ми потврдија дека има кривично дело и кај судијата, и кај адвокатот, мојот адвокат. Значи тоа е тоа. Кога ја запознав исто дека адвокатите, никој од адвокатите не прифаќа да бидат да тужи на адвокат, и тие кои ме познават и сам да поднесиш тужбено поверување ќе добиеш, ама на второстепена ќе ти го преинесе. Зошто? Затоа што мајката на тој адвокат злосторник била судија сега во пензија, оставила кредит, криминален кредит. Му се нашла, како многу ќе ми каже, кој сака да тужи ме? Пошто ме познават, наводно првично прифаќаја. Кој? Не. Ми се нашла мајка му мене. Друг, ние куќни пријатели сме. Како може да биде куќен пријател со судија адвокат кој има предмети кај неа? Значи, тоа е злосторничко здружение взаемно. Да, добро, благодарам. Уште дека што не е забелешка јас. Имавте доволно време. Добар ден, ве слушам, повелете. Се исклучи. Го имаме пак. Третиот слушател што чекаше подолго време, имаше ли трпение да дочека да се вклучи или се исклучи? Може што еднаш? Го нема. Одеме понатаму со Дарко Аврамовски, или имаме реклами? Реклами. Јас заборавив да ви честитам Свети Валентин, денот на Валентајн, на љубените, и Свети Трифун, денот на виното, на ракијата. Значи, сакајте се многу, љубете се и подпивнувајте си така. Вино, малку ракија, ама паметно, со усул. Реклами, па се враќаме. Слушате Стадион. Стадион. Емисија за вашата вистина. Дарко Аврамовски, коалиција, сите за правишно судење. Аврамовски, се слушаме ли? Добро утро, здраво. Малку погласно и веднаш да почнеме. Избор на државен јавен обвинител. Вие сте постојан строг мониторинг. Кои се правишните коментари и што очекувате? Ги гледате кандидатите, дел од нив не сакаат да зборуваат, чекаат да се изјасни советот на јавни обвинители, дел како Ристовска едно интервју, после тоа се повлече и она, и Раичевичеве и кај нас излегуваат. Другите сега за сега молчат. Особено веде вршителката државен јавен обвинител Топалова Исаиловска, никаде не се појавува, ниту пишува, ниту изјави дава, ниту комуницира со новинарите. Повелете. Морам да кажам дека сум малку разочаран од целава постапка, бидејќи ова беше добра прилика за да се покаже дека
Советот и воедно јавното обвинителство може да презентира некоја поинаква транспарентност и проактивен пристап без да чека тоа да биде наложено од страна на некој авторитет или закон. Искрено мислам дека беше одлично тоа што медиумите пружија простор на кандидатите за јавен обвинител да се презентираат себе си во јавноста, да ги презентираат програмите и слично. Меѓутоа сметам дека тоа можеше да биде направено поорганизирано од страна на самиот совет. Секако дека тоа не е законско обврска и не може да се земе за зло на некој кандидат доколку не сака да учествува, меѓутоа самото одбивање да учествува во таква јавна презентација на јавен обвинител кој по природа на нештата има јавна функција и се стреми да биде главниот раководител на јавните обвинители во државата, треба да даде некаква индиција за тоа колку сериозно се пристапува кон ваквата функција. Така што мислам дека имавме добра прилика овде да ги презентираме кандидатите многу посоодветно. Секако Советот се уште треба да го даде мислењето, меѓутоа можеше да ги објави кои се кандидатите, можеше да ги објави нивните програми, па дури можеше и пред да го даде тоа мислење, да организира една седница на која што ќе ги повика сите кандидати и ќе има некаков разговор со нив или ќе им пружи можност накратко да се представат пред пошироката јавност. Така што ваквите моменти се она што навистина многу ни фали во нашето право, а тоа е кога реформата доаѓа од самите оние кои го практикуваат правото и кога таа не треба да зависи од некакви обемни законски измени. Да, може они дебата да организираат, па да не викнат медиумите. Инаку кога се бираше обвинителот за организиран криминал, мислам дека поголемо движење имаше по медиумите, повеќе заинтересирани беа од кандидатите за настап на медиуми. Токму така, да, меѓутоа и во тој случај тоа беше иницијатива на самите медиуми, нели? Не беше организиран пристап од страна на јавното обвинителство, односно од страна на Советот на јавните обвинители, што секако мислам, пак ќе кажам, добра работа е што медиумите покажуваат тука интерес и вршат на некој начин субсидијарност на Советот, меѓутоа тоа не би требало да биде така. Тука се оние моменти каде што тие треба да покажат визија и лидерство за тоа како да ги презентираат кандидатите, бидејќи токму тоа ја гради довербата во јавноста. И да ги знаете кои се луѓето внатре во обвинителството, за да може да бидете сигурни дека кога ќе биде направен изборот, дека тоа е на вистински избор. Инаку да, се согласувам кога стануваше збор за основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, имаше малку подоследна презентација на самите кандидати. Може би тоа беше поради тоа што непосредно се гласаше од страна на обвинителите. Сега не е таков случај. Сега оди во парламентот. Имаме такви. Зошто да не биде и за државниот јавен обвинител обвинителите сами да го бираат, или дури имаме, нели, во Соединетите американски држави граѓаните го бираат државниот обвинител. Тоа е многу моќна функција. Значи, видете, модели има различни. Има различни модели што даваат разни резултати, некои подобри, некои полоши. Меѓутоа не мислам дека главниот проблем е тоа кој го бира обвинителот, колку што е проблемот на кој начин се врши таквиот избор. Бидејќи има земји во кои што премиерот, односно претседателот ги назначува јавните обвинители, а станува збор за земји кои немаат проблем со ефикасноста на јавното обвинителство или со големи корупцијски скандали. Така што, иако овде кај нас се врши изборот на републичкиот јавен обвинител, се врши во собранието. Тоа само по себе треба да биде транспарентна постапка, нели? Е на некој начин најпредставничкиот, најдемократскиот дом во државата, меѓутоа ние успеваме и таквиот модел да го извитопериме, додека истиот тој пристап функционира многу добро во дел други европски држави, да речеме. Аврамовски, гледајќи структурата, 5 кандидати, има ли шанс, има ли некој зрак, надеж за независен отклон од политиката, од власта? Видете, самото тоа што го поставувате ова прашање, значи дека до сега постапката не успеала да ве убеди дека има таква надеж. И токму заради тоа е многу битен начинот на кој што ги правиме работите. Секако искрено мислам дека голем дел, ако не и сите кандидати кои што конкурираат оваа функција, конкурираат со добра волја и свест. Меѓутоа,
самото постоење на добра волја и свест треба да биде на некој начин демонстрирано и презентирано во јавноста за ние да имаме доверба во тоа, бидејќи постојано кај нас се зборува за довербата во судството, меѓутоа никој не зборува што ја гради таа доверба, а ако ги погледнете оние истражувања кои што ги имаат правено други држави за да видат што им влијае на граѓаните, дали ќе имаат доверба или не, тоа речиси без исклучок е начинот на кој што се прават нештата. Самиот процес, самата форма и начинот на кој што таа е изведена е тоа што практично треба да ве убеди вас дека навистина овие 5 кандидати се најдобрите 5 обвинители кои ги имаме во државата за конкретната функција и дека кого и да избереме од нив 5 ќе бидат само прашање на нијанси. Меѓутоа, што ние имаме потреба од дополнителни вакви дебати додека трае процесот, мислам дека тоа не е јасно демонстрирано и каков и да биде исходот на крај, ќе имаме недоверба во обвинителот кој ќе биде избран. Претходниот избор, Коцевски кој беше избран, Советот на јавни обвинители даде само за него, даде позитивно мислење, тоаш беа кандидати Фетај, па ја тргна и беше Лидија Ричејќ. Сега што очекувате? Гледам, Советот нешто многу молчи, па имаше седница закажана, па немаше кворум, многу се мислат нешто. Дали ќе дадат позитивно мислење за сите, па после тоа нека му ја мислат од власта во парламентот, или очекувате еден да биде пикиран? Искрено не би можел прогноза. Да кажам нешто повеќе да дадам некоја прогноза, меѓутоа она што се надевам дека ќе биде направено е дека независно дали ќе биде позитивно или негативно мислењето за кој да е од кандидатите, дека тоа ќе биде темелно образложено зошто Советот смета дека некој кандидат, некој од јавните обвинители е добар кандидат или не е добар кандидат за да биде републички јавен обвинител. Кратко да ве прашам и тоа, го следите, тоа е и се надам, верувам. Не верувам, ама се надеваме дека ве комуницираат, ве контактираат, ве консултираат кога ги носат тие законски измени. Има огромен пакет сега, излезе министерот за правда Филков. Меѓу другото и за обвинителите. Вели нема веќе да има случаен или ваков диригиран избор, ке се почитуваат цврсти критериуми. Тоа е убаво од една работа, ама и покрај тоа што критериумите можеби не биле доволно цврсти, нема, многу малку луѓе во оваа држава сакаат млади луѓе да станат обвинители. Многу конкурси или се пропаднати, или многу мал дел од тие кои што ја завршуваат академијата сакаат да се пријавуваат за да бидат обвинители. Најголем дел од нив убедливо сакаат да бидат суди. Тоа е многу добра обзервација што ја направивте и мислам дека коренот на проблемот оди и многу поназад. Вие ако видите се помалку и помалку правници сакаат да бидат суди или јавни обвинители, се помалку студенти сакаат да бидат правници, има се помалку студенти запишано на правните факултети и се помалку и помалку средношколци сакаат да останат да студираат на факултетите во нашата држава, така што целокупната состојба која што имаме во правосудството ги демотивира најдобрите да се вклучат и да дадат некаков придонес. Дури и оние кои ќе влезат внатре во системот на некој начин ги задушува и ги насочува кон веќе трасираната патека која што имаме заклучено дека не е баш соодветна и дека прави многу повеќе проблеми, меѓутоа не се дава простор за креативност и иновација и унапредување на состојбите без тоа да биде наметнато од страна, како што кажав, да е некоја законска измена или некоја реформа што Европа ја очекува од нас. Така што да, консултирани сме за голем дел од законските решенија. Не можам да кажам дека голем дел од нашите препораки таму се прифатени, иако има препораки кои што се веќе вградени во законите, но главниот проблем нас ни е прво и основно доследната имплементација на законите, а потоа и самиот начин на кој што создаваме правници и продуцираме кадри кои потоа би требало да влезат во системот. Благодарам, имаш ли уште нешто да дадеш, Дарко, или доволно е? Мислам дека ова е доволно за овие постапки, бидејќи веќе и како што кажавте имаше и доста критики и забелешки на процесите до сега, така што немам што ново би можел да кажам. Дарко Аврамовски, коалиција Сите за правично судење. Ако имаме слушател да го вклучиме,
режија 032-3977-07-3977-27, локал 104. Ало? Доколку е трпелев и уште чека на линија, ако не, се разбира, вториот дел од интервјуто со јавната обвинителка Лидија Ричик, меѓутоа претходно да проверам дали имам некои, има доста пораки, да видам што можам. Сега не дома Марфиеви закони, таман сакате да прочитате нешто, ќе се укучи интернетот. Ајде, ќе почека малку. Кога е толку способна, непоткуплива, полна со знаење, правична и не поднесува неправда, вашата гостинка, зашто никој од приватизацијата не доби од неа обвинителен акт, сите кога говориме во медиуми сме сладкоречиви и никој не е луд да се замери со мафијата и со мокниците. Полесно е да им се придружиш или да си молчиш. Ај сега, Столе, што ќе кажеш на моето? Стварно нема логика, Столе. Употребија цела интелигенција. Денес по православен календар е Свети Трифун. По твоја и на многу бизнисмени треба да славиме Свети Валентајн. И сега, која е логиката од многу католички празници само Свети Валентајн да се слави? Значи, само за пари, а не од сте верници. Срамно за сите интелектуалци што не размислуваат со своја глава. А ја го честитав и Свети Трифун и Свети Валентајн, кој како сака. Не може сега да забрануваме нешто. Лидија Рајчевик, јавна обвинителка, втор дел од интервјуто. Стадион. Емисија за вашата вистина. Што е најбитно за обвинител? Храброста, писменоста, математика, логика, човечноста, чувството. Ако е тоа математиката, јас не би требало да бидам обвинител воопшто. Се е математика, не е... Да, не. Ако е до математика, јас не би требало, затоа што не е тоа моја силна страна. Ама, комплексен е ликот, не може секој да биде. Се обиделе, постои процес на само селекција. Знаете, ќе бидат неколку години, ќе најдат некој изговор, или некој ќе се разболи, или некој ќе зостане со предмети, па пред да му повлечат дисциплинска ќе се повлече и така натаму и така натаму. А треба да бидете и као хирург, да имате треба да имате многу. Затоа што еве на пример пулс сега, таа истрага не знам се што може да се види таму. Да. Треба да бидете здрава личност, психофизички здрава личност. Треба да имате нормален живот, тоа значи без осцилации. Секој може да има слобода да се однесува како сака, меѓутоа кога сте јавен обвинител, сепак вашите однесувања се поограничени во однос на пороци, во однос Треба да се воздржувате од доста па, би требало, резервирани, да. Би требало. Не можете вие денес да бидете во кафеана, па се качите на... Па сега баш за качување не знам дали е во тренд, ама јас исто така сакам да се развеселам, да заиграм, но кога сте јавен обвинител, вас ве гледаат преку тие луѓе што се таму, неброен број милион. И утре некој од ние ќе ми дојде во судница. И јас треба да му зборувам колку он сгрешил, колку он направил вина. А вие ако сте качени на маса, извинете, тој ќе ви рече... Нели во Европа на запад има посебни квартови, посебни услови за обвинителите? Не. Додека се врши функцијата, можеме сите задоволства во животот да ги доживееме на еден умерен, нормален, човечки начин, не треба да се осцилира. Ама психофизичката структура е важна и јас не сум задоволна од тоа како се проверува таа при приемот на јавните обвинители, затоа што знаете, нивните професионални карактеристики не можат сите да бидат исти. Имате обвинители кои што се добри за пишување. Имате обвинители кои што се добри за сослушување. Имате обвинители кои што се фантастични во судница. Имате обвинители кои што би биле добри на терен. Ама тоа е професионална карактеристика. Но суштината треба ликот да биде изграден, да биде стабилен и да, како да ви кажам, самиот по себе да влева сигурност. Јас тоа го тестирав на увиди меѓу кандидатите кои што аплицираат да бидат јавни обвинители. Имаме, например, увиди каде што имаме тешки сообраќајни незгоди, каде што се гледаат мозоци по асфалт, раце, нозе обесени и така натаму. И сега, се припрема тој млад човек дека тоа треба да го види. Ама, тој човек треба да знае дека треба да биде обвинител. Неговиот мозок треба да оди во насока да собира докази.
Некој може, некој не може. А не емотивно да реагира. Не сме да е емотивно. Ако почне да не може да се издржи, он ќе види. Кој е нестабилен, Нестабилен, се разбира. Па има луѓе што го преживуваат, вие нема да забележите дека тој момент го доживеал тешко, ама потоа неговата психа страда. Значи не може психолошки да го обработи и рационализира и тој конфликтен, тој тежок, бизарен, мачен момент да го сведе на професијата и што е полесно за неа. Вие морате да владеете со секоја ситуација. Еви еден конкретен предлог, ако станате државен обвинител, тоа со ветингот, рековте, нема потребно. Меѓутоа, можете вие мини таква една состојба да направите, сите да ги извадите од антикорупција, имотните листови да ги ставите кај вас на сајтот или да направите нешто за поголема транспарентност на вашите колеги. И сакав уште нешто ја прашам, зошто во Македонија во последно време многу конкурси се распишуваат и пропагаат за обвинители. Зошто не сакаат во Македонија тие кои што завршуваат соодветни школи, таа академија за суди и обвинители, сакаат порадо да бидат суди отколку обвинители. Никој не се кали. Ретко кој сака да биде обвинител. Се плашат, мачна е професијата, притисоци. Имате денови, ноги. Имате непополнити места на... Имаме многу. Јас не знам бројка, затоа има 30 правни факултети, 25, колку има во држава? Имаме многу, ама не е само ни до тие може би сакале, но видете и финансиите се во прашање. Ние сметаме дека имаме добри плати, меѓутоа за да извршувате оваа работа, ве молам, тоа е бонусите во СЈО ги постојано премија. сте на удар, еве сега и премиерот кажа бонусите... земате 180, земате толку, не треба да се жалат, не треба Не ова. зимаме ни 180, ни зимаме... Веројатно за председател некој за кој зборуваш, ама тоа е со додатоци, не знам сега. Не. Дури и со додатоци, тие плати и тие додатоци кои што ги примаа во специјалното јавно обвинителство, јас не сум против, обвинителите треба да се платат, ама се прашувам, колкави бонуси требаше да земат обвинителите што работеа на пулс? Колкава плата треба да има судијата кој што го гледа во 2 пати во неделата тој траор? И треба да води ред. И треба да го изнесе лицето на правдината пред сите нив. Колкава плата треба да земе? Не се мери. Дали тоа има цена? Дали тој труд, тоа неспиње, тоа загрозување, тоа се не сите обвинители, јас можам да зборувам за себе, јас сум одела на реализации за дрога, јас сум одела во најкритични ситуации за да видам како се... Тоа дали има цена? За пулс, или колеги се нема да коментирате Кажете, до сега што? како се одвиваше тоа. Не е преобемно, кој е вашиот став? Јас не можам да коментирам додека не прочитам. А ако ми даде можност државата да бидам државен обвинител, јас сум сигурна, ветувам дека во однос на предметот за овие ставови кои што често пати се поставувани, јас ќе го изнесам јавно мојот став. Меѓутоа, без да прочитам, навистина е неупатно, затоа што конструкциите се разни, а вие всушност ни едно име, ни едно презиме не сте виделе таму, ни едно действие кој што направил. И сега да излегуваме на дебатни емисии и да зборуваме за предметот, не. Научно, од аспект на некој кој што се бави со правна теорија, за мене се поставуваат прашања како ќе се изведе каузалитетот од некоја поранешна година до последицата која што настапила, но таму работеше цел тим на обвинители. Навистина, крволочно работеа они денови и ноќи, може би имаат конструкција која што еве јас не ја разбирам во овој момент. Но доколку бидам државен обвинител, се разбира, ќе ми се разјасни. Втор па сте кандидат. Бевте против кандидатка на Коцевски. Јупчо Коцевски. И тогаш беше и елаборат. Фетај беше. Да. Според сегашниот закон не е обврзана програма, не е обврзана за да се презентира, но според законот кој што треба да се усвои, таа ќе биде еден од специјалните услови. Значи нема да може да се конкурира на ова место без да се достави програма за работа. Јас мојата програма ја доставив и тогаш и сега ја доставив, но всушност тоа е стратегија, ја нарекувам така затоа што сметам дека е недоследно да вие правите план на тло кое што не ви е познато. Например,
Вие треба во вистинска програма да направите тромесечие во работата, па пола година, па година, па како вид на криминал ќе обработувате. Дали имате податоци дека е зголемен криминалот во областа на здравството? Дали корупцијата ќе се борите во сите области наеднаш, образование, здравство, не знам, градежништво, наеднаш ќе ги обработувате како обвинител, ќе се вклучите во тој процес или ќе одите парцијално и така натаму. Се додека не се види таа состојба, таа програма не треба да биде упатена на граѓаните, затоа што граѓаните не ве бираат. Вие се представувате на граѓаните. Тој процес да ве видат, да можат да видат дали имате доверба, инаку да ја ставате на сајтови па да ви ја читаат, а таа не се базира на податоци изворно од обвинителската институција, според мене е неупатно. Инаку во неа, во мојата визија, стратегија за работа во мандатот доколку ми биде доверен, се наоѓа најнапред еден приказ на општествено-политичките влијанија и случувања. Непосредно пред периодов на избор на нов државен обвинител, за време и што ќе следи потоа. Потоа зборуваме за позицијата, односно зборувам ја за позицијата на јавното обвинителство како институција во рамка на организацијата на институциите во општествено-политичките системи, за да го расчистиме прашањето дали јавното обвинителство е дел од правосудството, самостоен орган ли е, каде припаѓа и што тоа значи. Потоа зборувам да тие флоскули... Според вас треба да биде самостоен? Да, според мене треба да биде самостоен. Потоа тие флоскули независен, непристрасен и така натаму, мислам дека се исто така експлоатирани и толку многу употребувани да веќе се излитени во своето значење. Јавниот обвинител мора да биде поддршка и потпора на сите официјални, добронамерни, законски политики на државата. Тоа значи, ако владата согледа дека во државата сега треба да се води борба против криминал, да речеме мигранти, пример. Јавниот обвинител не може сам опортуно да одлучува, тој треба да ја поддржи ако е тоа целисходно, ако имаме наезда, ако имаме, да речеме, друг вид на криминал, ни се зголемува процентот на дрога, ни се зголемува, да речеме, на радикални фундаменталисти кои што влегуваат. Екстремизам, значи државата, владата сигнализира. Јавниот обвинител во делот на своето функционирање треба да даде поддршка. Исто така, поддршка јавниот обвинител треба да даде и на законодавната власт, затоа што законите кои што ги носи владата и ги предлага, доколку одредена структура нема да биде полезна за јавно обвинителско институционално функционирање, јавниот обвинител тоа треба да го сигнализира. Ние не сме виделе јавен обвинител при носење на закони досега во судници. Има некакви комисии и членови, но епилогот од тоа беше во фијаска и такви удари како што беше промена на кривичниот законник, намалувањето на казните за кривичните дела, злоупотреби и така натаму. Значи, тие мора да бидат една симбиоза. И тоа никако не значи процес. Дека ако јавниот обвинител ја поддржува политиката на власта, дека тој, политичарите или функционерите нема да ги кони. Тоа се две различни работи. Тоа се сосема две различни работи. Ако јавниот обвинител види корупција во владата, што да прави? Тој мора да гони. Тоа му е задолжение. Треба да гони се за кое што постои по закон. Доколку дојде во ситуација да биде невозможен, но не со вака прикриени за кои што сите предпоставуваме, а никој не кажал, еве за мене велате тргна од организиран затоа што некој ургирал. Јас тоа не го знам. Еден да излезеш од старешините и да кажеше Раичевиќ е тргната заради тоа и тоа. Јас не сакам да верувам дека е така. Така и во корупцијата во власт. Сите зборуваат. Овој зел пари, оној зел пари, овој. Дајте да го видиме тоа на виделина. За начинот на избор на државниот обвинител. Вака треба да остане или треба преку Совет за јавни обвинители, парламент или еве имаме држави каде што се непосредни. И кај нас за организиран криминал вие самите си гласавте, така? Мислите непосредни јавните обвинители да ги бираат самите државни обвинители? Да. Зашто има системи кај што граѓаните гласаат? Има и граѓаните. Тоа е веќе не знам кај нас, макар што убаво звучи тоа. Убаво изгледа. Па не знам, тоа ми личи нешто на председателски синте. Да. Таму граѓаните, затоа што е многу важна функцијата и граѓаните им се доверува. Кај нас не е таков системот сега. Што се однесува до процесот на избор на државниот обвинител,
овие филтери мене ми се некако малку комплицирани. Тоа мислење од Советот, па дури и да биде зашто тој Совет е всушност ова што го велите вие, да биде представник на обвинителите. Разбирате? Тие би требало да ги познаваат сите обвинители, може би да имаат механизми да ги анкетираат и така натаму, и фактички волјата на обвинителите кои што работат во обвинителствата да ја пренесе тој Совет до владата. Сега, владата врз основа на тоа мислење или повеќе мислења или недадени мислења, треба да има и собствени критериуми за евалуација. Затоа што минатиот избор навистина беше вон сите прописи и правила. Таму се отиде сериозно на еден кандидат, независно од мислењето, не секам да го коментирам, затоа што против мене зборуваше човекот кој што земал мито, како се викаше тој правобранителот, кој што беше член на Советот, Иџет Мемети. Иџет Мемети, да. Не сакам тоа воопшто да го коментирам, навистина ми е испод чест ми е, но тие треба да ги видат обвинителите и да им предложат, а владата треба да има свои критериуми, затоа што тука во владата е министерот за внатрешни работи. Имаме и други министри кои што можат, министер за здравство, дали има тој кандидат свое досие, дали е добар, дали е здрав. Министерство за внатрешни треба да определи, односно да провери за каква структура на личност се работи, дали доаѓала во суди, какви конекции, какви склоности, дали има патологии, за да не дојдеме во ситуација државата наша најмила на светот да ја срамиме после извесен период. Па тој прв обид што го имавме со изборот на шеф на организираниот новинителството. Па тоа беше непосреден избор. Самите гласавте. Самите гласавте. Дали е добро се покаже или иако беше непосредно, сепак имаше посредни ситуации. Се зборувам јавно како беше. Кога треба да влезе некој да ги праша сега по обвинителствата. Тие обвинителства што најмногу гласа. Вие го познавате ли? Колку сте работеле со АБА? Не го познава. Молам? Има некој што ги прашал? Јас не. Јас треба да излачам заклучок од тоа, а сега вака? Специјалист за банки, споменавте нешто, ама ви ги... Не сум јас специјалист за банки, ја не сум математичар, добар. Не, ма рековме тие двата примери со... Да, тие се сериозни предмети, беа тешки, 3 банки, компании, тоа беше за перење пари, така беше? Да, имав повеќе предмети за перење пари. Тоа беше на ЛБ и беше за Костов, тоа беше за должничко-доверителски однос. А после ви ги зема друга обвинителка, така? Да, колешката Ивана Трајчева. Па не, кога ве враќаат во основното јавно обвинителство, таа бројка, пошто ние сите носиме по еден број во обвинителството на кој што се заведуваат предметите. Таа бројка ја доби колешката Ивана Трајчева. Тоа беше случајно или... Не знам. Има, како се вика тој систем, кој што не греши по... Нема субјективност, нема субјективност. Јас се повлеков во основното јавно обвинителство и што потоа се случуваше во организиран криминал, не знам. За другите до сега кои што биле, го споменавте Зврлевски, го споменавте Прчевски, до сега колку сме имале државни јавни обвинители, Чиков, Шврговски, Павлевски, Коцевски, Јовески. Да. Што за нив? Ке кажете мислење или секој со својата тежина? Тие во својата кариера ја достигнале највисоката функција во јавно обвинителската организација и треба да бидат горди на тоа. Јас таа функција ја почитувам затоа што многу години тука работам, тука живеам и јас не можам функцијата без разлика кого ќе го стават, јас ја почитувам функцијата. Знаете што значи државен јавен обвинител? Представник на целиот кривичен прогон во државата е таа личност. Дали ќе биде Коцевски, дали ќе биде Јовевски. Генерално за сите нив имам јас одлично мислење, тоа се колеги повозрасни со кои што сум работела. Некој може би ми се допаѓал повеќе, некој помалку во своите одлуки, во своите настапи, но како и да е, за сите нив имам позитивно мислење. Ровер го работев, тоа беше со да. Бошковски. Да, поранешен министер за внатрешни работи. После тоа се сретнале со него? Да, како не. Не ви се луташе, не? Не. Љубе Бошковски... Добро, после беа ослободителни. Ослободителни, меѓутоа они во текот на судењето во почетокот реагираше, но од кога виде како се води процесот, имаше навистина еден
како да ви кажам, еден однос со респект. И секогаш од него почита сум ја чувствувала. Дали е во ходник, во судница, јас сум ја чувствувала. Тоа што тоа се слуша политички монтирано, па ова, па она. Да подсетиме, тоа беше за убиството на Маријан Тушевски. пребегувањето за... Не, тоа е раштански лозија, тоа не беше мој предмет. Не, зборувам за ровер за Тушевски, така? За Тушевски, за Маријан Тушевски, за Киро Јанев. Двајца беа убиени во 2001 година. Тешкотијата во предметот беше што многу години чекал во ФЕОКа, скоро 10, за да излезе на површина 2011. За сите во куларите ќе се слушат најразлични работи. За вас дека сте блиски до некој роднина близок до премиерот. Вие сте негов фаворит. До роднина до премиерот? Да, тоа го слушнав сега. Боже. После тоа за судијата кој што е кандидат, тој бил близок до министер во владата. Ленче, обвинителката Риста Скона, била фаворит на странците. Панчевски пак фаворит на власта, со тоа што кој знае дали таа фаворитска улога до крај ќе издржи, за на крај актуелниот ВД обвинител да си ја задржи. Тешко ми е да коментирам на ниво дека, како рековте, Не, роднина на кого беше? Близок до фаворит на... Значи, такво нешто за вас и за јавноста не постои. Јас не сум блиска до никого. Мајка ми е стара Скопјанка почината, татко ми беше Црногорец и тој е починат. Јас немам овде роднини, освен по линијата на мајката, но таа не е блиска до ниједна партија. И во времето на Ставро Джиков јас бев жигосана дека не сум блиска до партија, и во времето на СДСМ, и така натаму. Но тоа не е сега за... Не е ни пристојно такво жалење, но сакам да кажам дека такви блискости и поддршки нема. Овој мој конкурс е резултат на моја одлука. Јас се изложив 2 пати до сега и ова е последен пат кога сакам да кажам дека постојам во обвинителството, дека сакам да извршувам оваа функција, дека имам визија да извршувам на начин поинаку од она како било до сега, и да ви кажам дека и државата има доста информации за обвинителите, за тоа кој каков е, колку е чесен, што направил, што работел и така натаму. И не ми е криво, што и да се случи. Во текот на овој процес, јас го изложувам своето кредо професионално за доброто на Македонија. На претходниот избор, Советот на јавни обвинители не ви даде позитивна оценка. Сега половина, може би повеќе од Советот на јавни обвинители се исти. Зошто се надевате тоаш? Ако тие истите порано не ви дале позитивен пас сега дека затоа што тогаш во Советот зборувањето во записник за моите квалитети, каде уопште не ме позна нити работел како обвинител, беше на господинот Иџет Мемети. Тој рекол дека јас не треба да бидам и тогаш Советот го поддржал. Сега, никој не се заинтересира тие членови да ги праша зошто така гласале, а најмалку пак јас сакав, затоа што јас не сакав да отварам такви фронтови. Кога сте во ваква институција, морате и да сте повреден и да издржите неправда. Се мора да издржите. Повеќе од другите луѓе надвор. Замислете вие за секоја неправда јас сега да тужам. Или да водам процеси, или да испитувам зошто се случило. Тоа не е добро. Споменавте, треба храброст да поднесете обвинителен акт и така натаму. Треба. Но треба храброст и да одбиете одредена пријава. Треба. Се случило и тоа кај нас, често. затоа што ги споменавте трошоците. Многу често. Да процените дека можеби секој може да пушти кривична пријава. Многу често, како не. Како не? А таму каде што нема дело, дури ни без вештачење, па ни ги враќаат од вишото, ќе речат не сте направиле вештачење, треба да направите за да донесете негативна одлука и така натаму. Но искусен обвинител... за притисок од политика, од мокници, па јавно, зошто не поднесат, па поднесуваат кривични пријави. Колку тука може обвинителот да биде сталожен и колку не треба да ги апсолвира тие. Па имам јас и политички
Навистина тоа се сите, без разлика што се обвинети со статус политички експонирани личности, ама притисок да ми кажат вака ќе направите, ќе донесете негативна или позитивна одлука, не се случило. Што одбивале? Не се случило да ми придат. Аха, да придат. Не ми се случило да ми придат, да ми кажат, вие овде знаете треба да пазите или не знам како веќе тоа се прави. Не се случило. Никогаш не ми се случило. За ваучери, последното Ете, што... тоа е еден од тие предмети кај што можеше да се очекува дека некој ќе ви приде, ќе никогаш. Таму немавте пас од шефот од Немав, войски. добро, да, но Тоа како непослушност или како исправност, храброст, интегритет, како да го претолкувам? Законски... па не знам, толкувате како сакате, но јас го толкувам како една ситуација во која што јас мојот став дека ќе поднесам обвинение, обвинителот е самостоен. да, е самостоен, меѓутоа тоа обвинение излезе, биде живот. Тоа се наоѓа во судница, ние активно сослушуваме, што значи Гаврил Бубревски не му го попречи патот. Ви пушти кривична пријава МОК, Даниел тогаш. Да, најдна пред До судот каде? разбрав дека им ни подал. Не знам, навистина не знам. Навистина не знам, нити сум прашала. Па не ви повикале тоа? Како Не е ме процедура? повикале, не. Непотизам во обвинителството. Многу. Во судството. А и Многу. тоа... Видите, јас се обидувам да го разберам тоа. Низ мојата професија. Значи, јас ако сум новинар и дома гледам вести, читам, веројатно тоа влијание ќе се префрли на децата. Истото важи и за судството. Ако се дружат децата со суди и со обвинители, полесно ќе преиде тоа во нивниот интерес и еден ден да ги наследат родителите. Исто и кај докторите. Меѓутоа, кај нас многу вулгарно се прави тоа, барем јас така мислам. Ако е татко ти судија, ти мора да бидеш судија. И уште пострашно, суди, адвокати и обвинители. Значи, кај што треба да бидат различни страни, ме разбирате? Да. Јас за тоа зборував на една средба во Коалицијата за правично судење, тогаш отворено кажав дека таа состојба станува алармантна, дека имаме премногу деца вработено, дури имав список, колку беа, сега се дупло повеќе. И знаете како, тоа е голем залак, затоа што јас навлеков гнев дека јас сум еве против децата на вработените. Меѓутоа, точно е и вистина е дека јас сум против осакатување и правење на семејна фирма од јавното обвинителство. Точно е тоа дека вие велите, ако ви слуша вашето дете дека сте новинар, дека може би ќе развие афинитети. Не може дете да развие афинитети да биде обвинител. Може да биде да развие афинитети Право да сака за право. да. Ама директно обвинител да стане не може. Ниту пак родителите дома го учат да биде обвинител. Ниту пак и да го стават обвинител, ако не е роден за тоа, ќе го биде во работата. Имаме и такви многумина. Значи, фантастични се нивните предци. Ама детето не е за таму. И излегува дека е збринато. Дел од нив си отидоа, дел остана. Значи, таа појава самите тие кои што конкурираат треба да ја осознаат. Некои деца не можат со отпорот на родителите да се справат. Знаете, они инсистираат да влезат. они во вршат обвинителство. притисок, да. Да, децата си имаат своји афинитети. И не ги пуштаат. И јас кога ќе поразговарам со нив, они ќе Не им дават право на слободен избор. Едноставно се залутани, се мачат. Зар сакате вие вашето дете да се мачи со оваа професија? Зар вие сакате утре вашето дете да дојде несреќно? Тогаш родителите се гради, да. Не е тоа добар процес. Јас не велам, може да се случи. Ако детето навистина во својата развој развие, па има остра логика, па не изведува заклучоци, па е брз во донесување на одлуки, па е правичен, па покажува афинитет, не можете вие па и ни тоа да го ниште. Ама тоа не може да биде масовно. Тоа не може секое дете тука да се згрижи. То не ни треба да спречи уште која се на прием во академија, например. Треба. Е сега, ви велам, мерката да ја најдете е тесна границата. Кое дете на вистина не треба да се осакатва, затоа што тоа е процес на злоупотреби. Ке речат на овој го примивме, на другиот не. Но, сепак не треба да се примаат со ваков обем. И кога ќе видите таа поврзаност, да, судница, адвокат, на вистина е непристојно. Со СЕО да звучиме, рековте, еве СЕО пример дека
парите не се пресудни. Многу пари да има, може интегритетот да падне на испит и така натаму. Кој е вашето мислење за СЕО? Обично сите што не биле во СЕО, не го сакаат СЕО, зборувам за обвинители и за други луѓе од фелата. Кој е вашето мислење Видете, за не СЕО? го Затоа што сакаат. СЕО требаше да биде пандан на пример, ускок во Хрватска, кој што се покаже како Не многу знам јас на силно. што требаше да биде пандан, ниту видов некакво Мислите дека што СЕО барате. настрада заради тоа што не работеше добро, или се договорија политичките партии дека тоа не треба да постои, се исплашија дека може многу лесно да настрада тогаш и во наредниот период од една таква институција како што е СЕО. Прво да ви Специјалното јавно одговорам обвинителство. дали другите што не биле во СЕО, бидејќи јас сум една од нив која што не била во СЕО, дали го сака или не. За сакање не станува збор, меѓутоа вистината е следна. Примањата кои што ги има мене лично ме фрустрира. Да, големите бонуси. Значи тоа беше огромна разлика во примања. Јас се чувствував лошо. 3000 евра, колку и повеќе беа. Да. Таму влегоа обвинители кои што го нема оној бекграунд кој што го имав јас по предмети. Пример, за мене зборувам, а има и други обвинители. Вас не ве анкетираше никој тогаш кога Не ме анкетираше, но тоа не е важно. Ама толкава разлика во иста професија, таа фрустрира. Тоа е вистината. Точка. Второ, очекувавме да видиме нов стил на работа и некакво напредие. Јас бев помно ги пратев. И дури мене, како да ви кажам, сакав и Ја може да чекував... кажам, вас ве копира во настапот пред јавност. Не ме копираа. А вие Не. бевте ретки што издегувавте. Јас и имам зборувавте. собствен настап, но они си имаа свој стил, веројатно си имаа свој пиарови кои што требаше да внесат, предпоставувам, некоја свежина, некој друг малку полежерен стил, не крут обвинителски, зашто јас сепак заради годините сум покрут обвинител. Да, внимавате. Да, малку внимавам и на вокабуларот, внимавам на однесувањето, на гестикулацијата, може би сум подекадентна и во облекувањето и така натаму, во пренесување на моите лични навики, животни, не снимам филмови, не знам што веќе, не. Но, како и да е. Сето тоа очекував дека таа нова свежина, призма, единствено бев одушевена од Ленче од Фатима од зборувањето на чист литературен македонски јазик. Тоа беше прекрасно да се слуша. И денеска ретко ќе слушнете обвинител кој што го употребува јазикот на кој што тие зборува. Ама, кога започнаат оние процеси во кои што тие изнесуваа содржини од истрагата јавно, јас тука веќе почнав да се сомневам во капацитетите и намерите на ово обвинителство. Например, нас никогаш не научале дека треба содржината на истрагата јавно да се презентира диспозитив. Знаете, се сеќавате, а тука имаше сензационалистички како да ви кажам, за мене примитивно професионални манири. Да јас изнесувам содржина која што некого ќе го омаловажи, навреди така натаму. Не, Расказот беше мојот пристап за обвинителството е да се гони, да бидеме остри, праведни, ама никого да не понижуваме. Ни тој што е обвинет не сме да се чувствува понижен. Така мора да биде европска држава градена. Со ова завршуваме. Функционалност на индивидуално ниво, да се унапреди и да се зајакне тоа и да се покаже на јавноста. Да. Тоа го рековте Тоа го првиот реков. пат. Што подразбирате сега? И сега го изчекувам. Значи, Со да се нетрпение. индивидуализира, да се мери работата на обвинителот? Апсолутно, секој Како ќе, обвинител... со предмети, како? Секој обвинител кој ќе го сретнете да види дека е обвинител, не мора да бидат исти и со исти квалитети да се презентираат во секоја ситуација, ама да забележите квалитет, да забележите вредност, да забележите дека тој работи на предметот на свој начин и дава придонест. Секој од обвинителите, не само во Скопје, низ цела Македонија, имаме запоставени обвинителства. Да го видиме тој жар, да видиме што може таму да се стори против корупцијата. Како ќе броите предметите, дали ги изгубиле, дали ги добиле, како? Ке се евидентираат, ке реферираат предмети пред своите старешини. Месечно ќе поднесуваат извештај колку предмети сработиле. Колку корупција забележале. Дали реагирале на... Тоа е индивидуална функционалност. Аха. И во јавноста тоа да го покажете и да бидат после- потранспарентни, да излегуваат Апсолутно. поактивни, така. Секако. Тоа не само јас, и другите треба да се појавуваат, да си кажуваат. И впрочем и проблемите нека ги кажат.
Нека ги кажат и проблемите, ги решаваме, но мислам дека треба прво да ја кажат на оваа институција која што јавноста ја исчекува толку Па добро, тоа што желно. треба може предавања да им вршите затоа што сте предавале на медиуми, на новинари, па може и нас да не викате, ние може да и помогнеме во тој јавен настан. Па да, мене сите ми викаат дека вршам предавања и во судница и така натаму, но секое предавање ако ви се допаѓа е добро. Можеме и ние новинари Секако, да помогнеме. секако. За... Во односот со интеракцијата вие можете многу да помогнете. Обвинителите немаа предмети на нашиот правен факултет. Какви прашања поставува новинарот? Дали има Нема скриена ораторство, агенда? после тоа- Не, тоа е ораторство, тоа е начин на зборување, ама за однос со медиуми. Со медиумите Да нема. може јавниот обвинител да препознае дали новинарот сака да извлече заклучок после четвртото, петото прашање. Дали го го интересира презентира што е? настанот прво, дали дава вовед во прашањето па или оди директно на прашање. Како да се реагира во таа ситуација? Каков пристап треба да имате кон Што да новинар? извлече за да ги Да. заинтересира Каде сакате да новинарите поентирате јавност? вие доколку новинарот ви постави прашање каде што дефинитивно треба да се слизнете, да паднете? Дали можете тоа да го претворите во предност? Тоа се вештини. Ама тоа вие можете да ни го презентирате. И впрочем, ние не треба да ствараме, вие треба да бидете објективни во својата работа, а ние во својата. Меѓутоа не смееме да бегаме едни од други. Мораме да ја кажеме своите А проблеми. ние треба да бидеме партнери, што ја прави. Вие да не следите нас, ние да ве следиме вас. Сам да ве не следиме сега, да ве пратиме, така да кажем. Треба. И добрите особини да ни ги кажете. И лошите и добрите. Затоа што малку се добри вести. Научете и вие новинарите како се прави сензација која што ќе ја заголица јавноста од добра вест, од она што е квалитетно. Па вие обвинителите не сте баш за добри вести, вие. Добро, може би не сме, може би ќе бидеме. Стадион. Емисија за вашата вистина. Го заокруживме целото интервју со Лидија Речевик, јавна обвинителка која што е кандидатка за државен јавен обвинител на Република Македонија. Имаме слушатели кои што беа трпеливи, го слушаа интервјуто и сега се јавуваат да ги изслушаме и нив и пополека да завршуваме. Добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден. Поздрав од Битола, Столе. Поздрав. И слушавме многу внимателно, затоа што ова е прекретница во Македонија. Или ќе поставиме некој прав обвинител и да тргне работа како што треба, или да си ја спуштиме ролетната и со здравје да види. Меѓутоа, тука имаме неколку елементи од кои што и ние како народ треба да се одучиме. Првиот е, кога ти дојде нешто, не дај Боже, некоја пријава од судија или било како, никој пат повеќе да не прашаш кој е судијата или кој е обвинител. Тоа значи дека ти имаш поверење и во судијата и во обвинителот, во цело правосудство, а не да прашваш кој му е брат, кој му е сопруг, родни или пријатели. Тоа е првото. Како второ, треба грчкиот пример да го земе. Во Грција нема шанси судија или обвинител да работи во својот роден град. Се враќа назад по желба, а кога ќе оди во пензија. Значи, оние качвања на маси или тоа е незамисливо таму, или да седни в кафане, таму се и кафаните бирани. Ова ти кажам, од чисто раскажано од грци, другари наши, од Лери, не треба поќе. Таман да седни негде во некој кафана и некој да му пушти пијало, да му ќе аре, да однеси му на келнеро нешто. Незамисливо. Друго, треба да се изнедрат и политичари, а со тоа и суди и обвинители со големо домашно воспитување, ама тоа треба генерации да помина. Тоа не се најдва наеднаш. Гледаш како наеднаш му најдват направила здраво со роднината на Мицкоски или бившиот дојчко му бил сега во СРСМ. И се губат сите тие важности. И од друга страна, да ти е милина да ги слушаш. Да ти е милина. Се како што треба да види. Ама јас очекувам дека таа нема да признае дека ќе чува обвиненија во фиолка. И уште нешто, исто многу битно, ние самите, па и тие, не се знаат карактерно колку може да одели на големи пари. Оти платата е плата. Меѓутоа на големи пари, на огромни суми, колку ти како карактер може да одолиш, не треба поќе. Да пикнеш обвиненијата, да одседи таму 2 години во најдолната фијка и тоа да биде. Сега, како дојдовме до ова сето? Со криминалната транзиција, Столе, поверењето беше поголемо во судство, обвинителство, кога стартуваше државата, кога излеговме од Југославија. Криминалната транзиција
внесе на македонскиот пазар многу црни пари. Политичарите го сватија тоа како лов, како месо што треба да се изеди, и за да се спасат, нормално си формираа обвинителство и суди по своја мерка, затоа што знае дека еден ден може ќе ги гонат или да ги процесурат тие работи. И тоа си се ревеше, така си се ревеше и стигнахме до степен кај што втората желба на народот не се исполнува на шарена револуција што се случува. Таа е случај Зоран Заев со тоа што застана тој на правосудство. Значи одбравме погрешни карактери, криминогени типови да го водат обвинителството и правосудството кај нас. Тука се тие грешки наши. Иначе ние да се базираме само политичарите дека украле. А немојте така, кај се суди обвинители, кај се обични шефови на продавници, на бензински пумпи, на обични фирми во транзицијата, обични магационери се направија газди невидими, а никој нив не ги покажува со прст. Значи, многу е широк обемно и јас не верувам во ова свете дека ќе се успее, затоа што по мое ќе биде било кој кандидат да го предложи овој судскиот суд. Дури и тројца, ако ВМРО гласа за едниот, СДС ќе гласа за другиот, за да може да се препуква, да велат, ова е ваш човек, а ние не веруваме во него, секој падни во вода. Значи, ниеден нема да биде избран со 120 гласови. Зошто? За да остане дилемата дека овие другите партиски ги редат работите и не верувам дека колку и да честна ова или сите други четворица кои да биде, дека ќе избат на мегдано ова работа. Овие 5 кандидатки ги влеваат доверба дека некој од нив ќе покаже цврстина, интегритет. Ние ничего не ги познаваме нив. Понашо го кажува теко, тоа е исто како машко кој ќе му се озвара на некоја женска, да бе мерак не видам, дека нема да пушам, да пијам, дур да излези со неја. Ние не ги познаваме, а од друга страна па не ги ни бираме ние. Ние не ми е се едно ова што ќе каже, кога некој сосем друг ќе гласа во клупите пратенички. Вопшто не ги познаваме ние. А добро, претпоставуваме, ако се независни, ако и пратениците тие што гласаат го слушаат ова, можеби треба да влие кој што ќе каже, ако веќе така размислуваме. Ако не продолжиме понатаму, како што ќе каже лидерот, како што ќе каже партијата, така ќе гласа. Кажам како ќе гласат пратениците. Ако ВМРО застани за било кој, нека е ова, сега ќе биде по дефолт против неја. Требало, не требало. Може и тие во Даримон бие гласали, меѓутоа за да остани дилемата дека овие партиски местат сега ова и сакат да се осветат за некои работи, ќе гласат против. Живи били па видели, ќе видиш дека ќе биде така, затоа што жалбата кај партите да се донеси нешто како што треба и да тргне работата е нула. Секој сака на некој начин да му сосвети на другиот, од друга страна да се заборави моето. Многу голем криминал е направено со години кај нас и никако не може да излезеш ти од овој крај. Никако, многу е. Да беше ова вака на раните 90-ти, да се поставаше државата како што треба, ќе беше поинаку. Меѓутоа сега кај ќе прашаш ти сега во комшија тука еден го гледам, има кренато зграда цела. И са кој е тој што ќе го праша него кај му се парите? Го прашуваш сега, тогаш кој почнуваше треба да го прашаш со кој пари ќе ја почнеш. И само може да ти кажем, ми ги пушти брат ми од Австралија, ми ги даде, имавме старо наследство, продајсме старо злато од дома и да си се вртиме во круг и народот да си прави турски серии, сега утре ќе го затворат, ќе му е турнат куќата и никој пат нема да турнет. Меѓутоа, за да тргни како што треба да ги бројне дивоградбите кои би никнале во ова власт и да почнеме некако. А овие старите со здравје нека си живеат во нив. Кој е тој што има храброст да ги турни? Кога дивоградби се влечат, ево во Битола, например, уште од раните 50 години. Цели населби се претворија во мали општини околу Битола. И сега ние ќе со багерот да ги турниме? Така Тоа е спомина замина. Благодарам многу за јавувањето. И јас ви благодарам. Со поздрав до Битола. Поздрав до режијата кај вас. Поздрав и до режија. Поздрав до сите наши слушатели на радио, гледачи на
интернет, на Facebook, на YouTube, до слушање до наредната сабота во истото време. И до гледање, се разбира. Стадион, емисија за вашата вистина.